Почитувани, во тек е вореден инспекцијски надзор во сите центри за социјална работа низ Република Македонија. До денес инспекторите утврдија голем број недостатоци во работењето на овие установи. На граѓаните не им е одговарано во законски зададениот рок од 60 дена за остварување на правото на социјална заштита. Извештаите од непосредниот увид во семејствата направени од страна на центрите не ја опишуваат во целост состојбата, што дава можност за злоупотреба при давање на овие права. И замислете, во делот од предметите не е изготвен наод и мислење на стручен работник, што е спротивно на сите процедури. Од септември 2014 година до септември 2015 година, бројот на домаќинства кои примаат социјална парична помош се намалил за 6603 домаќинства. Ако имаме 6603 домаќинства со минимум 4 лица по домаќинство, тогаш бројот е 26412 лица кои останаа гладни и без екзистенција заради лошите политики на ВМРО ДПМН, а не заради подобрената социјална помош на овие домаќинства. Како што веќе објавивме, по 1400 предмети во жалбена постапка за остварување на правото на социјална парична помош не е решавано од февруари до 15 ноември 2015 година. Овие 1400 предмети се 1/4 од семејствата кои изгубиле право на социјална парична помош. Предходниот министер за труд и социјална политика, спротивно на неговата законска обврска, не донел решенија по жалби за 1400 семејства кои го изгубиле правото на социјална парична помош. Предходниот министер за труд и социјална политика, одлучувањето по овие жалби, несовесно, знаејќи дека го крши законот, го пренел на службеник на пробна работа во Министерството за труд и социјална политика, кој нема право да одлучува и решава по барање на граѓаните во управна постапка. Овој службеник селективно решавал за судбините на овие семејства. Пристапивме кон ревидирање на подзаконските акти на Законот за социјална заштита, што го уредува начинот на добивање и губење на правото на социјална парична помош, со цел олеснување на пристапот до социјална парична помош на граѓаните на Република Македонија. Со цел овие состојби да бидат констатирани од надлежен инспекцијски орган, на 18 ноември до Државниот управен инспекторат поднесов барање за постапување. Очекувам управниот инспекторат да постапи со истата експедитивност, како што постапи по анонимна представка на граѓани по дезинформациите во медиумите. Ќе ги искористиме сите законски можности и постапки за утврдување на одговорност за непостапувањето по жалби и постапувањето спротивно на овластувањата. Благодарам. Повелете ако имате прашање. Поради кои причини били укинати тие социјални помоши, тие примери за социјална помош и дали контактирате со предходниот министер за социјални помош? Значи, намалувањето на бројот на корисници на социјална парична помош во рок од една година, септември 2014, септември 2015 година, од 6603 корисници, постојат повеќе основи, меѓу кои што во најголем дел е заради несоодветна утврдена фактичка состојба од страна на центрите за социјални работи, меѓутоа и врз основа на брзиот трансфер кој што се донесе како измена и дополна на Законот за социјална заштита и се пристапи кон изменување на правилникот за утврдување на приходи на семејствата. Меѓутоа, тоа не е оправдување за непостапувањето на Министерот за труд и социјална политика, кој што во жалбена постапка во втор степен, исклучиво тој одлучува по жалбите на граѓаните. Значи, ако знаеме дека рокот за одлучување по жалби во управна постапка е 60 дена, тогаш се поставува прашањето дали од февруари 2015 година до ноември 15 2015 година не е доволен рок министерот да пристапил кон исполнување на неговата законска обврска да донесе решенија по жалба за овие 1/4 обжалени решенија за укинато право на социјална парична помош.
Значи, ова обврската на службите во рамките на Министерството е да постапуваат по предметите и да изготвуваат решенија кои што треба да бидат доставувани до Министерот за труд и социјална политика на подпис. Мислам дека прашањето е несоодветно, затоа што за овие прашања не треба да комуницираат министри, дали треба да работат по закон или не. Оваа обврска на министерот предходен е била обврска по закон, значи не треба тука да се дискутира дали ние имаме обврска да работиме по закон или треба да се договараме за правата на граѓаните. Министерка, дали госпојата Мила Царовска е конечно работа на ММДС? Ке имате информација за Мила Царовска. Мислам дека доволно ги експлоатиравте и ги проширивте дезинформациите по однос на статусот на кабинетските службеници и кабинетските советници во кабинетот на министерот за труд и социјална политика, така што немам одговор на ова ваше прашање, бидејќи знам дека нема да биде пренесено соодветно. Да ве прашувам за да не биде дезинформација, ве прашувам лично вас како министар, Ќе ги коригирате дезинформациите ако го добиете одговорот? Да, Писмено ќе ви го пратиме да го објавите. Кога веќе се спомна Мила Царовска, таа е сега во вашиот кабинет во македонската јавност, е познат поддржувач на ЛГБТ популацијата и претходно работела на тоа поле. Дали вие како министар ќе се залагате за легализација на хомосексуалните бракови, за посвојување деца или слично? Кому поставувате Златков прашање, на министерот или на Мила Царовска? На министерот. Значи, На Мила Царовска поставете го. Нашите политики ќе ги спроведуваме после април 2016 година. Сега не спроведуваме политики на Социјалдемократскиот сојуз. Мислам дека сега сме коректив, сериозно. Кога сте како коректив, кога настапувате, добивме информација дека од вашиот кабинет е назначено лице да постапува по представките на народен правобранител по тие прашања, истото лице претходно било суспендирано поради непостапување. Се работи го заборавите. За народен правобранител зборувате? Појаснете ми го прашањето. Лице во вашиот кабинет е назначено да ги разгледува прашањата кои доаѓаат од народен правобранител по представките кои се поднесуваат таму. Значи, народниот правобранител контактира со Министерството за труд и социјална политика секторски врз основа на содржината на представката и надлежноста на одделни сектори во рамките на Министерството. Во рамките на Министерството има повеќе сектори кои што работат на одделни прашања, дали е социјалната заштита, дали е детската заштита, дали е по прашањето на дискриминацијата. Значи, народниот правобранител, доколку на одреден граѓанин или вработен во институција му е повредено неговото право и поднел представка до народниот правобранител, тој е должен да постапува и да комуницира со институциите кои што се јавуваат како прекршители на правата на граѓаните и на вработените. Сите барања и сите представки кои што ќе дојдат од народниот правобранител ќе бидат разгледани од соодветни сектори кои што постапуваат врз основа на предметна содржина на представката. Затоа не го разбирам прашањето. Тие представки ги примаат, значи, секторите. Ако секторот, не знам, за социјални работи Штип направил прекршок, представката од народен правобранител ја добива тој. Не ја добивате вие како министерство, централно. Секако, меѓутоа, ние баравме од народниот правобранител и добивме извештај, еден обемен извештај за представките во однос на трудовото право, во делот на работните односи и за сите прашања за кои што Министерството за труд и социјална политика има надлежност да постапува и да проверува дали наводите во представките поднесени до народниот правобранител се основани или не и да постапува во однос на отстранување на сите недостатоци кои што ќе се посочат како или ќе се утврдат дека се сторени. Мислам, не заклучувајте без да добиете одговор. Не го централизираме просторот, напротив, мислам дека не го разбравте одговорот на прашањето. Повелете? Дали од 18 кога го информират од правниот инспекторат, до сега пројавите побарање како документи дојдени се тука да соберат информација да постапат? Не случајно во
оваа пресконференција го нотирав барањето за ажурност на Државниот управен инспекторат, токму заради фактот што по барање на министер кој што управува со орган на државна управа не постапува соодветно за отстранување или евидентирање на сите пропусти кои што ние ги нотиравме во текот на нашето работење од 15 ноември наваму. Државниот управен инспекторат има добиено повеќе барања за постапување од Министерот за труд и социјална политика, не само во делот на спроведување на Законот за социјална заштита и постапувањето на секторот за социјална заштита во рамките на Министерството, туку и во однос на секторот за труд, односно постапувањето во делот на работните односи и сите представки и предмети кои што исто така се бројни во Министерството и не е одлучувано од истите причини. За едното барање, односно за постапувањето по предметите и представките по жалби во делот на секторот труд, кои што се повеќе од 500, добивме информација дека Управниот инспекторат ќе постапува во првиот квартал од 2016 година, што е комплетно несериозен пристап. А за барањето за постапување по спроведување на Законот за социјална заштита или обжалените решенија од 100.400 граѓани, добивме информација дека ќе постапува во текот на декември месец, иако немаме се уште никаков одговор на тоа наше барање, што укажува на една несериозност, на еден надзорен орган, кој што има обврска да го следи спроведувањето на законот од страна на државните институции и од страна на јавните институции. Во овој случај не постапува по представка на министер за труд и социјална политика, кој што веќе во интерна инспекција има констатирано неправилности во делот на спроведувањето на законот, а постапува експресно по анонимна представка од граѓани, по допрен глас од медиуми за некакви злоупотреби во управна постапка од неовластени лица во Министерството. Во тој контекст е и повикувањето на Управниот инспекторат од оваа говорница да ги свати сериозно барањата за постапување од страна на Министерот за труд и социјална политика, бидејќи оставам простор за непостапување да преземам и други законски предвидени можности. Колку предмети имате вие решено за социјалната? Тоа е предмет за друга пресконференција, кога ќе имате информација за отчетноста на овој министер. Благодарам.